Имам две фирми со кои соработвам, така да храната ми остануваше, па го фрлавме, така да дојдов до идеја да го давам оброкот на некој што навистина му е потребен. Никола Петревски од Струга 3 пати неделно дели бесплатен топол оброк на лица од социјално ранливите категории во градот. Иако иницијативата е на самиот почеток, вели дека од ден на ден се зголемува бројот на негови сограѓани кои имаат потреба од храна. Им приготвам топли оброци, манџи, ориз со батаци, компир манџа, значи тоа на наше традиционално јадење. Јас сакам да дојде како некоја зрелост во луѓето, да помагаат на другите. Во првиот месец фрлав од прилика околу 6 до 7 килограми на храна. Меѓу оние кои подигнаа топол оброк беше и Јован, кој повеќе од 6 години живее како бездомник, но улица останал откако двете предпријатија каде што работел ги затвориле. Сефте доаѓам овдека за еден ручек, за едно јадење. Ама за спање најголем проблем е да спање. Преживувам, проса да преживеа. И за да се облеча, и да јада, и за превоз, и за лекови. Се обрати по установите, по социјалното, Охрид, Скопје, чаре не најдоме. А Никола сака на неговата идеја да се приклучат и останатите угостителски објекти во Струга, за да храната која останува, наместо да се фрла, да завршува онаму каде што е најпотребна. Понеделник, среда и петок ја имам иницијативата јас. Сега доколку би имало заинтересираност од некој, како што би рекле вие, како што рековте, ресторани, би мајало да имат оброци вторник, четврток и сабота. А по повод денот на благодарноста во САД, американското катче од Струга ја поддржа ова иницијатива со 50 оброци. Од Струга, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.